229 милиони 17.078 метри кубни. Толку вкупно вода е исцрпено од македонските реки и извори во 2019 година. Влегла во системот и мрежата на општинските јавни комунални предпријатија, но не стигнала до потрошувачите. Само 37% е искористена, дури 63% е прикажана како загуба. Тоа значи дека повеќе од пола од водните ресурси во земјава како да испаруваат. Код направи пресметка за сликовито да прикаже колку многу питка вода губи земјава на годишно ниво. 144 милиони 12.207 метри кубни. Некому ништо не значат. Но ајде да си замислиме колку олимписки базени од по 2500 кубика би се наполниле со оваа вода. Се доаѓа до фрапантна бројка од 57.604 базени, или во секоја општина по 720 базени полни со питка вода се загубени, и тоа само за една година. Но ревизорите и пресметале и во пари. Има 3 ставки по кои се мери буџетската загуба. Јавните комунални предпријатија кои дале податоци прикажале дека од граѓаните наплатиле 3,3 милиони евра, но овие пари никогаш не легнале во државниот буџет. Додатно во буџетот не се исплатени ниту 6,9 милиони евра како надоместок од водно право, при што веќе милионите евра кои фалат во буџетот се над 10. Не е законски, но комуналните предпријатија и отпишале долгови, вкупно во износ од 421.000 евра. Па така, збирно државниот буџет е оштетен за најмалку 10.621.000 евра. Оваа констатација од страна на Државниот завод за ревизија продолжува и понатаму во текот на 2020 година, каде што состојбите наместо се подобруваат од моментот на извршената ревизија, тие се влошуваат и ние во самиот ревизорски извештај велиме најмалку, поради тоа што дел од јавните предпријатија не достави податоци. Овој графикон покажува колку бил наплатен на доместокот за користење на води, а колку не наплатен.